Добар ден, почитувани гледачи. Време е за втората контактна емисија Очи во очи на телевизија 24. Јас сум Зоран Димовски, како и секој ден во секоја контактна емисија зборуваме за актуелни теми. Овој пат поради летните горештини се поизвестно е дека денови некаде ќе избумне некој голем пожар, па превентивно од Дирекцијата за заштита и спасување, односно првиот човек на ДСС Стојанче Ангелов кажа дека од 1 јули ќе биде прогласена кризна состојба и според него на готов биле сите расположливи средства, опрема, меѓутоа и сите институции со цел да превенираат, а доколку има пожари и да имаме поефикасно и побрзо гасење на овие огнени стихии. Инаку Стојанче Ангелов кажа дека институциите, меѓутоа и Дирекцијата за заштита и спасување подготвени се како никогаш досега оваа сезона, а целта според Ангелов била токму да биде прогласена кризна состојба превентивно пред да не избувнат тие големи пожари кои што ги имаме секое лето. Тој кажа дека во функција се ер тракторите, имаме пилоти кои што треба да управуваат со овие ер трактори, а тука си специјалните возила каде што можат буквално да влезат секаде, особено на некои стрмни терени, меѓутоа во шумските предели каде што не може да се влезе со друго товарно возило, тие влегуваат и со помош на вработените од институциите успеваат да ги ликвидираат, односно локализираат пожарите. Да не должам многу, ова е многу позната тема за јавноста со оглед на тоа дека имаме искуство изминативе 10-20 години во однос на пожарите и во однос на пропустите кои што ги имаат институциите за пожарите, меѓутоа и во однос на успесите кои што сме ги имале со цел големи огнени стихии да не се прошируваат и на останатиот шумски појас, меѓутоа и на соседни објекти, затоа што знаеме дека голем број на шумски пожари не само во летниот, туку и во зимскиот период готаат буквално големи објекти, па за жал нели имаме и голем број на смртни случаи. Така, ова беше како најава во однос на денешната тема, па еве тука ќе замолам да се вклучи првиот гледач. Здраво. Добар ден, повелете. Јас сум така. Во програма сте, ќе замолам режијата малку да појача тонот на гледачите, за да можам да ги слушам. Па види, ја мислам дека ова е демагогија според моја логика. Знам, секоја година они се спремни, они се успешни и на крај завршаваме со тешка катаклизма тек до есен, таму да не почнат дождевите да врнат. До тогаш ништо значи не се дешава. Као прво не покажа од тие тракторите, бидејќи рече дека сите три се во функција, не ги покажуваат. Еден видов пред некој ден леташе тука пред едно 3-4 дена прелета преку моје населено место. Али и пилоти, како што гледам, изгледа пак ќе бидат пензионерите. Може да е еден само на платен список како редовен вработен. Овие другите се пензионери, ја не верувам дека имаат обучено кадар. Затоа што сакаат да избегнат да не им платат многу, а да работат како црнци. Така е зборот, да не ме сватат овие црномурестите луѓе. Значи, до септември ќе стрепиме од све. Јас сум да има превентивно делување, со тоа што овие шумско стопанство што се, чувари и такви работи, тие се најподмитени, најкорумпирани, најкупени таму по шумите. Идете, проверете, тој што работи у шумско, по колку куќи има. Само проверете, тој што е очувар на шумата, по колку куќи тоа палати има. Колкаво имање има, све, и сега тој ќе ти чува тебе шума. Не, тоа е све у договор. Ајде, поздрав, пријатно. Пријатно. Благодарам.
Да, има и такви вработени, а за тоа нели имаше потврда и заменик директорот на предпријатието Македонски шуми Кире Михаилов, каде што за телевизија 24 нели во студио говореше дека и за таквите кои што не ја чуваат шумата се вработени во Македонски шуми следуваат големи санкции па и откази од работа. Дали имаме друг гледач на линија? Имаме, добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме. Одлично се слушаме. Шумски предпријатија во секоја општина постои. Нагнездени внатре не се знае колку ги има. Јас да сум одговорен, сите ќе ги истерам надвор шума да дежурат. Што прати во канцеларија? Дали биде женска особа или машка особа? Све на терен. Сите патишта ќе ги фатам, кој кај оди, што оди да се следат, кој поминал, што поминал, евиденција да има, контрола да има, дежурство да има и стравот ќе го чува возјето. Затоа што секој ќе свати дека таму има поставени чувари, има контролори, не смеам додам да палам, ќе ме фатат. А тој што пали, што ќе го фатат и друг пат сум кажал, ама и сега ќе бидам малце по-либерален. Порано викав, ако го фатат што палат, такви луѓе, фаќање фрлање вогон. Сега викам не, фаќање 15 години затвор. Па ќе мислат тие другите што палат, што сакат да се збогатат преку тоа палење на дрвата, да утре да може да ги збира тие, да ги препродава. Плюс шумските стопанства, кај што сечат дрва, на 5 пати ги ставаат скалести давања под концесии. Кај што сечи дрва, чисто има да биде собрано гранки, да не остани ништо. Утре тоа дрво да расти поново. Да прошетате да видите како пустош прават. Пола дрвата се расфрлени остајни, то гранките остајни. Но што личи тоа? Но што личи? Тие стопанства, затоа реков нагнездени таму, не ги интересира ништо. Пустош прават на државата. И тој министерот да излези од таа канцеларија да прошета, да види што се случува. Така се чува државата. Треба да биде као цветна градина, а не како буклук. Така, благодарам. Навистина важна тема е како да ги заштитиме македонските шуми, ако знаеме дека 80% од територијата на земјата е покриена со шумска површина и повеќе од значајно е да имаме поголема контрол, односно превенција да не дојде до палење на шумите, а токму и како што посочи директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, токму воведувањето на кризната состојба од 1 јули е превенција од пожари, каде што, како што кажа, и институциите кои што се задолжени како дирекцијата, како Македонски шуми, како шумската полиција се на готовност доколку има некој пожар на македонските планини, меѓутоа тој кажа дека и председателката Гордана Селјановска-Давкова ќе даде наредба и армијата да биде на готовност и да учествува во гасењето и превенирањето на шумските пожари. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Ало, добар ден, повелете, во живо во програма сте. Добар ден, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Ангелов имаше изјава пред некој ден дека кај што е вработен, тој мислам кај што е шеф, таму што е директор, таму имало вработени кои не си ја вршеле својата работа, пишуваше, не знам вие дали се запознати. Тоа дека многу вработените таму не си ја вршеле својата работа, седеле дома, а не. Јас ти ви кажам дека, бидејќи тука на терен е почна да гори више, од тоа Велес према општина Чашка имаше више пожар еден. Меѓутоа, шумска полиција, гледајќи ги, многу ретко се движат по терен, шумарите, помалце шумари. Тоа е време, еве, прошлата година и пред таа, за 2 години изгореа негде околу неверојатни 20% од нашата територија или околу 5000 квадратни километри во Македонија. Тоа е рекордно до сега изгорување.
превенцијата што би спречила превенцијата. Значи, повеќе шетање по планините, од вработените, може би ќе се спречи нешто. Меѓутоа, вака како што гледам сега, бидејќи сум во рурална средина, ја гледам шумава, гледам дека тревата веќе е сула. Значи, опасност од пожари има и опасност од големи пожари има, големи размери. Меѓутоа, нема човек да видам вработен што е во тие институции да прошета и да види. Од кога ќе се запали тогаш, одат и гасат и дали колку ќе изгасат, не е битно. Мислам дека не функционираат институции дека е на целосно. Еве, ова што го кажат ви е добро и пред армијата, па секогаш армијата помагала, не сема горбана да каже дека армијата помагала. Во секој случај ќе мора да помогнат сите институции кои имаат можности, имаат и материјални да помогнат во гасењето на пожар. Значи тоа е најбитното. Треба да се оди на терен да се да се врши превенција. Поздрав. Поздрав, благодарам. Може тука да го вклучим и другиот гледач. Ало, добар ден. Ало, добар ден, повелете во живо во програма сте. Дали се слушаме? Да, се слушаме одлично, повелете, говорете. Дека не се секира Џоко чашка, никојаш не се запала. Идеме вака сега. Само глупав човек не може да свати дека сите пожари не се од пиромани или случајно некој што фрлил дрце кибрид, него се работи за терористички активности. Како што овој пред бугарска амбасада, ако се сеќавате, двете тркала што ги запали, тоа е платено од бугарите и сигурно тој има бугарски пасош. Тоа е целата приказна. Ден пред гласањето во ЕУ, пазите, му текнало на некој и камерата го снима, видовте како. Од почеток до крај. Исто терористички акти беа оние, ако се сеќавате, повиците во школите за бомби, ако се сеќавате. Се тоа од надворешни и внатрешни непријатели. Тие даваат пари, а нашиве ситни души палат. Значи, ја му кажав на Ангелов, што знаеме лично, викам, каде се бе тие што ги фатите? Ја не видов некого у затвор да стават. Превентива е, сите што ги фатија, долги затворски казни и сведи им се одземе имот да ја платат штетата што ја направиле. Ако загине некој друг човек, во пожарот да одговараат како за убиство. Тоа е решението. И патроли да има на секој милиметар. Кола ако видат со балонче бензин, ајде у затвор. Што ќе ти го тебе ова? Значи тоа е целата филозофија. Долги затворски казни, па некој за 205. Така. Да, секако има голем број на пиромани кои се виновни за овие пожари на отворено и на затворено, особено на шумските пожари. Меѓутоа, првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување, цитирам негова изјава, вели: бројот на несовесни граѓани би го измерил во промили. Значи, од 1000 може би 1, а може би помалку, затоа што ако ние минатото лето имавме нешто повеќе од 3000 пожари, значи имаме 3000 причинители. Дел од нив, ако биле удар од гром, електрични уреди, ако земеме предвид дека еден сторител може би намерно предизвикал десетина или повеќе пожари, сепак доаѓаме до една мала бројка на граѓани кои со своето несовесно поведение или уште полошо намерно предизвикале пожар. Еве, ова изјава на првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување, можам да кажем дека не содействува со изјавите минатото лето од голем број луѓе од институциите на власта, па и повисоки луѓе кои што ги водат овие институции, каде што од нив имавме изјави дека голем број од пожарите кои беа особено во главниот град биле предизвикани од човечки фактор. Дали несовесно, дали намерно, како и да е, тие сметаат дека голем број од пожарите биле од човечки фактор. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете.
Епа вака сега многу убаво прочитавте сега вие. Голем број од пожарите се од, можеби од, не можеби сигурно, од човечки фактор. Епа добро, ако се од човечки фактор, како еден за овие 20 години не кажа име и презиме на некого, или не го изведе пред лицето на правдата. Ние не слушнавме дека некој е приведен или осуден или казнет. Зашто не постават камери? Мене не ми е јасно. Тоа е едно. Друго што ќе кажам. Јас сум родом од Кичево, меѓутоа живеам во Скопје. И потекнувам од земјоделско семејство. Огромно имање имавме. Ние никогаш после пшеницата не сме палеле стрништа. Сме ги орале, преорорувале и сме се саделе нешто друго. А какво е сега, јас пред 2 години, 3, одев на кај тетово, во една кафана ме носеа децата, горе се стрниште. Како е тоа дозволено? Тоа е првото, совеста на газдата. А второ, треба одма на лице место да се излезе и да се казни. Не смее да се пали. Во вакви вручини тек не чекаат. Уште поголеми вручини. Инсталација е друго да се запали стара зграда или некој погон како што имаше. Али ова неверојатно, значи, ова треба скроз да се забрани. А Стојанче малце, не знам дали е спремен или не е спремен, ќе видиме. Ајде, ќе покаже времето да не преудицираме. Да се надеваме дека ќе биде година подобро. Ви благодарам, пријатно. Така, благодарам. Да, навистина, како што кажавте вие, самата голем проблем е палењето на стрништа, кои што нели честа гледка е во овој период од годината, меѓутоа и од кога започнува пролета, не само во полошкиот дел, туку и во останатите делови на Македонија, особено источниот дел, па и Скопската котлина. Тука, според нашите нели прилози кои што ги правиме, и вие најверојатно сте ги гледали, треба да делуваат инспектори на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на терен, да ги казнуваат сите оние кои што палат стрништа и кои што можат, па и предизвикуваат големи пожари на полињата низ Македонија. Меѓутоа, ставот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно инспекторатот на ова министерство, е дека нема доволен број на инспектори да ги контролираат, односно да ги санкционираат овие луѓе кои што ги палат стрништата. Секако останува до самите институции да бидат поажурни, меѓутоа и до свеста, особено на самите земјоделци, да не палат стрништа. Дури имаше и одредени совети од експерти од земјоделската област, каде што велат дека наместо да го запалат тоа стрниште, најдобро е делот тој органски материјал да го закопаат во земја со цел така би имале според експертите, како што велат во нивните анализи, и пообработлива и поплодна површина, наместо да го запалат тоа стрниште, каде што и нели имаме аерозагадување, меѓутоа најболното се поради тие големи, да речеме, огини кои што се прават на нивите, можат да предизвикаат пожари на соседните ниви, а тука имаме и околу нивите некои одредени објекти, штали кои што можат и нели праксата покажува дека тие биле зафатени од овие пожари поради несовеста, ќе спомнам, на одредени земјоделци. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден и убав ден. Благодарам, повелете. Па веќе кога знаат од што и како се прават пожарите, треба да спречат. Значи немало луѓе, како нема луѓе зимаат плата, ништо не работат. Значи не доаѓаат на работа. Сето тоа треба фино да се организира и да се биде. Меѓутоа, јас слушнав, не знам колку е точно, дека печурката Врган растела само каде што имало пожарено земјзелено дрво. Сега тука се гледа борот претежно. Тука треба малку да се ова испита. Не знам дали е точно, не сум ја експерт или нешто. Меѓутоа, ова го слушнав и така да вика затоа и многу негдека палеле овако кај што има борови. Сега дали е точно, баш многу ме интересира, ако некој знае или нешто може, дали е тоа вистина. Значи, ова што се случува,
спремни. Зошто спремни? Ја не можам тоа да го сватам. Значи, ние очекуваме да има пожари и затоа сме спремни. Значи, не треба спремни, значи, треба да се направи, да се спречи, да нема пожари. Значи, уште одма да се превенција сега, да се овако превенира, да нема пожари. Затоа што кога ќе дојде пожарот на едно, на друго место, кога се случуваат колку пожари, па недостапни места, па не може хеликоптер, па не може авион, па хеликоптер и што си ја знам. Значи, затоа треба уште сега во старт. И има луѓе, значи, доста луѓе тие што работат таму, сите на терен. Значи, не може да се дозволи. Вие кога ќе го видите дека некаде е малку запален и кога одма ќе го пријавите или ќе го апсите тој што го прави тоа, значи вие се спречиле голем пожар. А вие ако очекувате да го видите пожарот, значи кога ќе го видите пожарот и после спремни, ајде почне иде. Значи не може, мора сега да се превенира одма, затоа што има толку луѓе запослени, земаат плата за тоа, не се за во канцеларија и нека земат, нека почнат, нека шетаат. Значи, ете и чист воздух и убаво им е све. Пустоа имате и возила теренски. Значи, нека се превенира нешто од нас за да не дојде. Така, благодарам. Секако превенцијата е најважна алатка за било кој дел од ваквите големи катастрофи, без разлика дали станува збор за пожари, поплави или било што. Дали го имаме другиот гледач на линија? Здраво, Зоке. Здраво, повелете. Да ми ги поздравиш твоите соработници Дарко или Никола, еден од нив ти е тука. Сега, на госпоѓата што кажа вргај за печурки, не е вргај, него смрчки многу раста, после пожарот. Така и таа кажа, не сум баш сигурна, меѓутоа да. Така. И тие достигнуваат цена над 1000 динари кило. Над 1000 динари кило. И друга причина е опожарените дрва, нели многу поевтино можеш да ги береш за поевтина цена. Тоа е причина, таа сиромавиот народ. Сега, од овие пожари има и намерно што се палат пожари. Например, во Охрид и во Струга трските се палеа намерно. Ете во потребен зборот големците го правеа тоа за да си дојдат до територија, до ресторан, до чардак убав, до езеро да влага. И тоа го знаем. Например, ете чудени пожарот и во Јасен што се случи. Јасен не приступаш на место. Така, Јасен. И многу од народот, од нас, сумњаат дека тоа е убаво место за ветерни паркови, дека е нешто намерно направено, пак ќе го потребен зборот од големците, од нив. Така, Зоки, толку да ми ги поздравиш Даре или Никола, да не забориш. Обавезно, во ред. Фала, поздрав, убав ден да имате. Дали го имаме другиот гледач на линија? Добар ден, Македонија. Добар ден, повелете. Па пред се како човек се радувам што наша Македонија во минатиот период набави колку беа 3 или 4 нови Канадар авиони за гасење пожари, нели? Кога ги имавме, нели, најдобриот премиер Никола Груевски со македонско ВМРО како власт, и за тие што сега се гневат кога вака велам, да му кажам дека Груевски беше советник на српска влада. Лидерот на ВМРО беше советник на српска влада и многу почитуваниот Вучич го пофали Груевски дека е многу способен премиер и многу способна влада кој сите инвестиции в нови фабрики во Македонија идеа, а не оде во Србија. Ова за Груевски дека беше многу способен. Сега, значи така беше со Груевски со ВМРО. Кога дојде СДС на власт, од злоба и од непочитување и негрижа кон цел народ во Македонија и кон тие што гласале за нив, ги блокираа тие 3 авиони, 4 нови, што ги купи ВМРО и Груевски за спасување од пожари, ги блокираа намерно. Со која цел? Ако летаат тие авиони за гасење пожари, че викавме како луѓе, гледај, еве ги овие авиони, Груевски ги купи и ВМРО, за да се спасуваат од пожари Македонија. Намерно ги блокираја и ако памтите тогаш Заев и СДС како влада прогласија кризна состојба гореше цела Источна Македонија на јубавите шуми, Швајцарија, таму некаде што викаме Берово и другите шуми,
и си појде Заев на плажа, таков премиер и лидер има овие од СДС, што го поддржуваат во оваа емисија, гореше Македонија, а тој си појде на плажа да ужива. Толку душа го болеше срце за Македонија. Дури не обезли. Сега пак тие Канадер авиони се сервисирани и Македонија е спремна за да се заштитиме од пожари. Дај Боже да вразуми Господ пиромани, да нема пожари и да бидиме нормална држава. Поздрав Македонија. Поздрав, благодарам. Може да говори и следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете, господине. Вака нешто со Тале пат да се сложам нешто. Не, меѓуто не ми е то важно. Ово за пожарите сакав да кажам. Вистина е за канадерите се. Меѓуто, ајде ќе одиме вака. Секој знае каде е Тополчани измеѓу Прилеп и Битола. Од Тополчани, рурална средина, да не навредам некој села, имаме 8 села до Кривогаштади, то се 16 километри. Месец и пол се бориме со градоначалникот, бидејќи до Чепигово, да дојде да ги скоси тревите, колите не се гледаат. Па сега вака, јас сум селско дете. Таа трева сега ќе почне да се суши. И од цигара ќе се запали. Значи, гледајте што се случува. Тоа е веќе на потез тоа да се случи и ќе се случува. Или пак што правиме крајно во есен или кој жетва да ќе заврши, намерно ги палиме за да биде чист патот. Замислете, општина Прилеп, нејки 8 километри да бидат искосени. И од другата страна Кривогаштани, тие две општини се спојуваат во тие километри. А толку густо да селени. Срцето на Пелагонија, таму сега камиони со жито, со ова, со она. Не вревујте, сами до некаде сме криви. И второто, никоја сеча крадење на дрва не ја оправдувам. Меѓутоа, што значи ова земимо го возилото, па цела фамилија страда. Не бе човек ако треба 5 години, 6-10 нека лежи затвори или јас нека лежам ако крадам дрва. После кога ќе му земиш машината, средството за работа, одина ќе запали. И малце време, друг пат ќе се случи да зоки. Меѓутоа, замислете што работат. Така, благодарам за делот изнесениот став. За жал немаше доволно време. Ја довршите мислата, наредна прилика. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден. Повелете, говорете. Добар ден. Повелете, говорете. Ало. Да, повелете, говорете. Добар ден. Добар ден, повелете. Немој посредност. Немој посредност. Ало. Ало, добар ден, повелете, говорете. Слободно. Добар ден. Так. Предпоследниот гледач. Да, ве слушаме. Так, добро. Тале. Користи кужва. Дека некој познавате Богат. Тој има забрана на 24 да се јави. Забрана има. Веќе го препознавате неколку емисии се јавува на вашата програма. Затоа ви кажувам, забрана има на 26 програма за негово пријатно. Така, господин, јас никого не забранувам да говори во оваа емисија, доколку говори коректно, без вулгаризми, без говор на омраза. Ова емисија очи во очи за секого отворена, без разлика на некого дали му се допаѓа мислењето или ставот на одреден гледач. Дали имаме друг гледач на линија?
Добар ден, Раде Василев од Кавадарци. Добар ден, повелете. Вака сега, Македонија подготвена да се справи с пожарите. Никој ще може 100% да биде подготвен да се справи с пожарите. Зошто ви го велам ова? Јас зафатив одам дел и од Југославија и од Македонија. Во бивша Југославија, која што беше многу поголема држава од Македонија, многу ретко можеме да слушнеме дека некаде избил пожар. Многу ретко. Додека сега во ова наше време во Македонија, последниве неколку години, дојде ли летото, нон-стоп имаме пожар на сите страни из Македонија, која што сте многу помало држава. Никој не може да ме рече дека случајно се запазнати. Не. 90% од тие пожари се намерно предизвикани. И сега ние имаме шумски стопанство. Имаме шумска полиција која што патрулира. Ја тука би апелирал во владата, ако може да ги снабде тие шумски полиции со дронови. Човечкиот фактор не може насекаде да биде присутен. Така. Со дронови да се надлетува од небо, да може да и да се снима, да се види што како движење има низ нашите шуми. Само така некако може малку од малку да се покрие просторот. Иначе со човечкиот фактор, колку и да вработуваат, и во шумска полиција, и шумско стопанство, не може сета Македонија да се покрие. Само така треба да спречиме пред да се дојде до пожар. Кога се дојде до пожар, веќе колку и да се мачи, не со овие нашите авиони, хеликоптери, не за помагаат доброволци, овдека полицијата, војсците се уклучуваат. Не, човечки фактор имаме многу. Али не се постигнал. Еден ветер само да се дувне, веќе пожарот заминува со километри. И за тоа не можеме да се справиме со пожарите. Не да не сте спремни. Спремна е Македонија за нашата површност, тоа сте спремни. Али мора да се спречи, едино така може да се спречи. Да спречуваме да не дојдат од тие пожари. Може да се деси велам некој пат ненамерно. Не да не. Али вакви размери пожари секојдневно да имаме на сите страни, не. Фала многу и пријатно што ме слушаш. Така, благодарам. Да, воздушната контрола е особено значајна за превенција, односно контролата со дронови, како што кажавте, и самиот тоа се покажа како ефикасно со контролата врз депонијата Вардариште, каде што минатото лето и во текот на септември и октомври имавме постојано избавнување на пожари, пред се од човечки фактор, кога воспоставија контрола со дронови, кога тука патрулираше војската и полицијата, навистина тие пожари се ставија во контрола и сега има физичко присуство на припадници на армијата и полицијата од време на време, како што велат институциите, надлетуваат дронови, се со цел повторно да не се запали депонијата Вардариште, каде што знаеме дека минатото лето, меѓутоа и во месеците септември и октомври буквално половина Скопје се труеше во екстремно загаден воздух од оваа стара депонија која што сега се расчистува. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Од Кавадарци јавувам. Повелете, Кавадарци. Сега вака, македонски шуми не треба да постојат во Скопје. Значи, Кожув е најголема планина во Македонија и најбогата со шума. И тие македонски шуми треба да бидат по Кавадарци, а не да бидат во Скопје. Поскито треба да се дислоцират тие македонски шуми во Кавадарци. И да му кажам на овој Тале од Прилеп што се јавува, на Тале мозокот не му работе. Значи тој Тале ништо не работе, у Прилеп оне продава ракија, купува од секој што ти знам, значи Тале у криминал е влезен. Значи тие Тале треба да го исплучите, по сите телевизии го исклучуваат. На Тале мозокот не му работе. Ова е порака од Кавадарци и ништо повеќе. Македонски шуми треба да бидат во Кавадарци. Најголем регион на шуми е Кожув. Го имаме од Прилеп до Гевгелија. Тоа е Кавадарци. И така че има хората добробит и нема да се трошат многу пари за пожари. Поздрав и пријатно. Поздрав до Кавадарци. Има и предпријатие Македонски шуми, каде што главното седиште во Скопје, меѓутоа има и сектори во сите поголеми градови во Македонија, вклучувајќи го и Кавадарци.
Дали имаме друг гледач на линија? Може да го вклучиме и другиот гледач на линија. Ало. Ало, добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете, слободно говорите, во живо во програма сте. Го подржувам гледачот Каодарци за овој од Прилеп што зборува. Ако е Груевски бил најдобриот премиер, зошто избега отиде во со парите македонски отиде во Маѓарска тамо? Ај нека си дојде. Овој не го пуштајте да зборува од Прилепет. Овој е на платниот список на ВМРО ДПМН, а ништо не работил. Така зборува, сите за него. Мајнете го од нашата телевизија. Таа телевизија, првокласна телевизија. Туку се јавуваат сите паметни луѓе, сите гледачи кои се достојни на таа телевизија. Оставете го овој на страна да не зборуваме за него. Сега е и се правят тука онкудни кои да замајне од тука да не постои на тази, да не се јува никој пат на ди. Има црвен картон од Јаневски дадено. И од Канал 5 и од тамо го испрдија. Оставете го на страна. Толку да ви кажам, утре ќе се јаваме за друго. За тема ова не ви сакале. Може би нешто сметаме и така. За тема ова не ви сакале да кажете нешто? Темата што беше, не ми... Така. Во ред, добро. Утре ќе се слушнеме на друга тема да говориме. Така, дали го имаме друга гледач на линија? Да, повелете, говорите слободно. Дали се слушаме, господин Зоран? Одлично се слушаме. Поздрав до вас и до вашите колеги, господин Зоран. Благодарам, повелете. Јас сум уверен дека ова година институциите се спремни да ги спречат пожарите колку е возможно повеќе. Сигурен сум во таа работа. Верувам во Стојанчо Ангелов и неговото искуство и неговите ангажмани. Но би сакал една мала реплика да ви кажам право, а јас слушам во оваа емисија дека се насочува еден цел народ българскиот дека тие се виновни за палењето на шумите. Никој не го рече тоа во оваа емисија, не знам од каде Па се... го рече господинот од Карпош, господине Зоран. Не, кажа дека некои одредени граѓани, внатрешни надворешни пријатели, не спомна никаков народ. Сега вие ако лудирате на тоа е ваш проблем. Меѓутоа не се спомна ниту еден народ тука. Да не ги манипулирам изјавите на граѓаните кои што се јавуваат во оваа емисија. Добро, тогаш му порачувам јас следно. Ако сака да ја спаси Македонија од пожари, нека ги собере сите српски шајкачи, нека и наполни со вода и нека ги гасне пожарите во Македонија. Се извинјавам, но морав така да речам. Пријатно. Пријатно. Дали имаме друг гледач на линија? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Вака Зоране сега. Зоран беше, така? Така, да. Нек ми тоној јавувачу што си запеја песна што му сметаше, па верува ли сега да не ја тресе на земјава? Да се смираат луѓево, да не се манипулираат. Ова планетичка да си живеат како што треба. Се јави вака од да им кажам само, да им покажам на луѓево, да се смираат, да ги смирам и јас како координатите мои. И за храна и облека, ако немаат ништо, и хеликоптери и авиони да им дадеме да возат, џабе. Затоа ве замолувам како емисија, ставете дали се за работа, иначе ќе ги тресиме се уште додека не се покорат сите. Пријатно и убав ден да имате. Пријатно. Дали имаме друг гледач на линија? Ве молиме, почекајте. Вашиот рад.
Така, би ве замолила, остануваат уште 10 минути до крајот на емисијата да се насочиме на темата, а тоа е нели превенцијата од пожари, односно најавата на Дирекцијата за заштита и спасување на првиот човек Ангелов дека од 1 јули ќе биде прогласена кризна состојба. Според него сите институции се на готовност да се справуваат со големите огнени стихи, меѓутоа и со превенција за да не дојде до големи пожари. Да го ставиме поздравите едни со други на страна и препукувањата, затоа што сепак се работи за важна тема. Гледам според она што го кажуваат гледачите на оваа емисија, не само денешната, туку и претходните, има навистина добри предлози, сугестии кои што може да бидат земени во предвид од самите институции со цел да помогнат за да немаме вакви големи катастрофи, меѓутоа и ваши ставови, предлози се да помогнат во и останатите сегменти од општественото живење. Дали го имаме другиот гледач на линија? Ало? Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Гледам, стално пратам оваа емисија ваши очи во очи и сега се чудам како може некој да подметне пожар, а да не го дознаат тај што го подметнува пожарот. Тоа мора да се пронајде и да се казне, по мое мислење. Јас сум од постарите генерации, од Титовата Југославија, и тогава немаше никакви пожари, тоа ние сме го доживјале без пожари, без ништо. Тоа не е било за нас ништо страшно. А сега, секое лето пожари, секое лето пожари. На што е ова, како е тај пожар, дали го подметнува некој или од сонце, ама од сонце не верувам да се пале. Тоа не ми се фаќа вера, али некој го сигурно подметнува. Тоа се гледа. Ама да се фатат виновниците и да се затворат. Иначе и да лежат казани. Иначе друго јаче, тука ја не гледам. Многу е тешко тај што иде да гасне, многу е тешко тај што се туре у огино, а да го спасе народот и природата, тоа е многу страшно и тешко. Тоа мора да се предеме некоја хитно мерка од овој лето, ако така се праве. Па тоа нема да знаеме ние кој праве, кој не праве, што се праве. Мора да се најде. Мора. Кој било да е. И ние да речеме некој да подметне тука и да тврдиме одма не затворете, да речеме. Фатете не, затворете не. Ние не се жалим. Ама тие наоколе што ги прават овие пожари, ово е намерно све. Колку пати гледаме, толку пати го мислиме тоа и го знаеме веќе и постарите и помладите сите. И затоа толку имам да кажам да се фанат виновниците. Само тоа го така. Пријатно и поздрав. Пријатно, благодарам. Секако да. Тоа е многу важна алка во процесот да немаме вакви девијантни појави на терен кои што практично пустошат огромни шумски површини, меѓутоа и површини низ по линијата, па дури и објекти каде што имаме и повредени, за жал и загинати лица. Дали го имаме другиот гледач на линија? Го имате, добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Па ја обично почнувам со пофалби или со корекции или со опишување на вистината. Така да сега би почнал прво со овој претходно соговорник што зборуваше Българи и на крајот рече српски чајкачи да наполнат со вода. Срамота е такви луѓе што се културно кобајаѓи, ама дворично однесуваат, заткулисно се однесуваат. Така, во неколку наврати сме го исклучиле тој гледач, господине, се извинувам што ве прекинувам. Меѓутоа, ете, самиот се исклучи пред да го исклучиме ние како нели ја употреби таа метафора со такви напади, вредења партија со партија, нација со нација. Така, да. Доста е по овие телевизии, доста не и такви вредења. Дај да зборуваме за пожарите, па да кажеме дека ако треба да бидеме спремни, треба да бидеме стварно спремни. Треба да овие што се дронови или хеликоптери, нека има дронови во секоја противпожарна единица или во секоја шумска полиција, нека има по некој дрон таму какви се колкавице, па да прошетаат по планините, да дзирнат некаде ако има нешто направено, чур, дим или оган, облак, да се знае каде и веднаш да се преиде во спасување, во гасење, во тие работи. Инаку, така да се однесуваме модерно, а дворично, срамота е повеќе. Ова
ова вие не заслужувате да ве напаѓаме со такви кобајањи ве галиме, а ние господине, 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 а остана шајка во грб. Ајде, здрави и живи да бидеме спремни стварно да не дозволуваме, а има насипани луѓе и по гори, и по планини, и по патишта, што одат прот цигари, намерно палат, ама затоа, рековме, полиција, шумска, противпожарна, дронови што ги имаме, ќе сега по цел свет дронови, модерни, нека прошетуваат по планините или тамо кај што е ризично. Ако се забележа нешто, брзо да се реагира, да се помага, да се гасне и така. Така, благодарам за ова размислување. Да, се согласувам со вас дека треба да има почит секој гледач кој што се јавува према самата телевизија, меѓутоа и према останатите гледачи, да не меша политика и нација, особено во ова контактна емисија, иако не се работи за тема поврзана со никакви нации, сепак се јавуваат одредени гледачи кои што можам да кажам дека го злоупотребуваат овој простор во етерот, да профитираат на начин кој што тие само го знаат. Јас тука уште еднаш ќе замолам и во ова, меѓутоа и во наредните емисии да не се злоупотребува ова емисија за нивни наративи, туку исклучиво да се зборува за темата која што ја гледате и на самите кајрони, доколку не се зборува за ова тема, нормално дека имаме толеранција за други теми да се зборува кои што се поврзани, меѓутоа не мора стрикно да бидат поврзани со оваа тема, меѓутоа да се користат такви навредливи содржини за одредени луѓе од соседните земји, навистина не е во ред и доколку така продолжат дел од граѓаните, нормално, како и секој пат ќе бидат исклучени од овој етер. Дали го имаме другиот гледач на линија? Так, тука да кажам дека Ангелов кажа дека главен фокус, првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување што се однесува до оваа тема е зголемување на бројот на ертракторите, барем уште 3, како што тој посочи, а воедно и да се ангажираат дополнителни пилоти, на чии според Ангелов евентуален ангажман веќе се работи. Ова е навистина важно со оглед на тоа дека знаеме во минатото немаше пилоти за ер-трактори, па поради тоа дел од нив беа гаражирани, па моравме како држава да ангажираме пилоти на ер-трактори кои што и веќе се пензионирани. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Ало, добар ден, повелете, во живо програма сте, говорете слободно. Ме слушате така? Одлично ве слушам, повелете. Поздрав, Зоки. Поздрав. Видете, вака јас уверувам на овој господинот и овој директорот. Све што кажува и да ти кажам, многу бил спремен. Некој читав дека и гумите на трактори менјавал таму, бил спремен. Ама се сеќаваш ли ти зимно време кога најавуваат исто вака од патишта Македонија, пати овие фирми што се. Спремни сме за невреме, за снег, за ова. И после, знаеш како е, не изненади вика снего. Така и ова ќе биде. Со ова, ама ајде да му поверуваме на господинот. Ова е многу полоша сценарија ако не изненадат пожарите, затоа што сепак не се работи за... Така, ама ќе видиме, не дај Боже да доаѓат, не дај Боже да има, ама ете, в случај да видиме колку бил спремен. И ова што се дешава све, пошто јас живеам малци на периферија од Скопје, не сум баш доле у тие бетонските згради и ова, живеам малци на периферија, па се гледа све. Значи, тој што ја пали главната шума, како што рече и еден од претходните многу паметно, секоја тема паметно си кажува. Значи, да се видат шумските овие олигарси таму. Значи, боровата шума и големата шума, тие се главни. Тие се главни подпирачи или пиромани, како ги викат, ама не се објавуват. Ево вие случајните може кај ридишто и ова може некој да фрли пикавец, кај што има трње, кај што има ова. Главната шума се знае од каде гори. Убав ден да имате. Убав ден и до вас. Благодарам за вашето јавување. При крај сме со емисијата. Дали го имаме другиот гледач на линија? Да,
Повелете, говорете слободно. Видите вака, ќе ви кажам лично дека 90% пожарите во Македонија се човечки фактор. Кој сака нека ме убедува дека тоа не е така. Не може да ме убеди. Заради тоа што, познавајќи го менталитето, и јас сум живеал во Македонија, сум македонец, знам. Зошто? За иначе запалам да си гледам серију. Подржувам она сега ќе ми помини времето. Абе, ако се води рат некаде со дронови, немаме ние дронови се да нас снимаме ни шумата. И било каде. Ако имаме Safe City, се преправувам камери. Нема брате кај да одиш. Ќе се види кој се движел. Јас имам и планинарено. И сите тие работи. Немој да се залажуваме, се научиле стаклено шише првено, па сонцето преку него запали сува, трева или ова. Тоа е на 1001 да се случи така, да речи, како ко некоја лупа да држите, да речи, на сува трева. Може би е то така, човечки фактор. После, менталитето наш, кој сака нека слути, реков, чисто, македонец. Ние се такви да си гледаме феј, што ќе се случи. Не е то фер. Ние и уопшто сме ние такви. Не знам зошто, не знам како. И не можам да разберам. Прески спомна пред малце, ви реков, видува ли општина која јако населени села, да е молиш 45 дена да го коси патот. Оти утре истиот ќе го палиме Тополчани Кривогашкани. Па немој, токи, мата сме и ние сами криви, например. Криви сме. Зашто? Па тогаш што трча да идат в села да гласат. Така, благодарам. Така, ова беше последниот гледач кој што говореше на ова важна тема за сите нас, а тоа е како превентивно да делуваме, да ги спречиме големите пожари кои што ги има во Македонија секој лето, меѓутоа и во текот на целата година. Тука јас се одјавам, останете во добро здравје на фреквенцијата на телевизија 24, а за 10 минути ќе започне првиот дневник на ТВ 24 со интересни и добри содржини. Останете во добро здравје, пријатно.